председателя, почитуван заменик министр за правда, почитувани колеги, граѓани на Република Македонија и медиуми. Денес, на денешната седница, имаме предлог за именување на јавен обвинител на Република Македонија. Од страна на владата за јавен обвинител е предложен Лупчо Коцевски. Согласно член 63 став 1 од Законот за јавно обвинителство, јавниот обвинител на Република Македонија по предлог на владата го именува Собранието на Република Македонија за период од 6 години со право на повторно именување. Од пријавените кандидати Фатиме Фетај, Лупчо Коцевски и Лидија Раичевик, Советот на јавни обвинители дал позитивно мислење само за кандидатот Лупчо Коцевски. Од доставениот материјал до нас пратениците се гледа дека кандидатот Лупчо Коцевски е роден на 1 август 1960 година во Шемшево, Јагуновци. Правниот факултет го завршил 1992 година на Јустинијан I во Скопје со положен правосуден испит во 1994 година. На професионален план се докажал извршувајќи повеќе јавни функции. Бил адвокат од 1995 година до 2008 година. Од 2008 до 2022 ја извршувал функцијата јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство во Гостивар. Од 18.1.2022 до денес ја вршил функцијата јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија. Почитувани граѓани и присутни, не е спорно дека кандидатот Лупчо Коцевски е професионален, способен за стручно разрешување на правните прашања и дека досега си е извршувал работата како јавен обвинител професионално и стручно. Но ајде да се вратиме години наназад да видиме што се случуваше и како функционираше јавното обвинителство и судството кога во нашата држава предводник на владата е коалицијата на СДСМ и ДУИ. Како овие коалициони партнери не доведоа до тој степен да за корупција ни кажуваат странските амбасади. 7 години ја практикуваат власта и апсолутно никаква реформа немаат направена. Само се најавуваат соопштенија за борба со корупција, реформа во правосудството, јавна администрација и така натаму, а во реалноста ништо не е спроведено. Низа на скандали беа обелоденети, но разрешница на голем дел од нив се уште нема. Како резултат на притисокот од јавноста и од меѓународните партнери, започнати со некои судски постапки, но прашање е дали ќе има разрешница на овие постапки. За последниот скандал со онкологија, благодарение на ВМРО ДПМНЕ и работењето на анкетната комисија во Собранието, пред неколку дена беа приведени осомничените лица за стореното кривично дело. Жално е што на ваков начин функционира правосудниот систем во нашата држава. Жално е што со корупцијата се борија исклучиво амбасадите, односно меѓународната заедница. Жално е што поранешната амбасадорка на САД Брнс ја промовираше анкетата за рекордно ниската и засрамувачка доверба во судството од 8%, која досега веќе е намалена на 2,5%. Жално е што сегашната амбасадорка на САД Агелер со неколку изјави околу состојбите во државата, особено во правосудството, најави пристигнување на тим кој ќе се посвети на испитувањето токму на корупцијата. Ќе ја цитирам незината изјава. Тимот за санкции од Вашингтон е тука, за построг поглед кон минатите и сегашните корумпирани актери и да ги разгледа сите можни одговори. На правосудниот сектор во Македонија му требаат повеќе истраги и гонење, за да се покаже дека никој не е над законот. Дека има внатрешни проблеми во правосудството, детектираше и оценската мисија, па судскиот совет побара разрешување на претседателката на Врховниот суд. Дојде ред претседателката на Врховниот суд, поставена од оваа влада, да се пожали на политички притисоци. Ете така, почитувани граѓани, функционира правосудниот систем во нашата држава.
со притисоци, закани, заплашувања. Амбасади на стратешки партнери објавуваат дека се потполно разочарани од обвинителството. Од причина што милиони евра и долари се вложени во безброј обуки, семинари, работилници за подобрување на капацитетите на обвинителите и самите обвинителства, а резултат нема. Односно, има негативни резултати, далеку полоши од пред неколку години. Уште посрамно за Република Македонија е што Американскиот Стейт Департмент стави на црна листа неколкумина македонски државјани и им забрани влез во Соединетите Американски држави и ги прекина нивните економски врски со тамошните компании. Причина за тоа е вмешаноста во корупција и мешање во судски предмети. Ова се факти за тоа дека досегашната влада на СДСМ и ДУИ нема волја да се справува со корупцијата, затоа самите се извор на корупција и криминал. Факт е и извештајот на Државната комисија за борба против корупцијата, според кој само 10% од националната стратегија за борба против корупција е реализирано од страна на институциите. Тотална незаинтересираност на институциите. Но и ова не е се. Во невисокото тело, кое требаше да биде пример за почитување на правила и закони, се случија невидени скандали. Во судскиот совет, почитувани граѓани, пред целата јавност, незаконски беше разрешена председателката Весна Дамева. Се сменија председател, кршејќи ги сите процедури и правила. Изгледа поважна им беше позицијата, отколку функционирањето на самиот совет. Но изборот на новиот председател не ги реши проблемите. Или заврши тоа што требаше, па излезе од советот. На крај на јануари оваа година заврши циркусот и разрешената Весна Дамева повторно беше вратена за председател на судски совет, но по пресуда на Управниот суд. Циркусот заврши, но 2023 година беше прогласена за година на епидемија на корупцијата. Фактот за постоењето на висока корупција во правосудниот систем не може да се побие. Последните анализи, статистики и анкети, како домашни, така и странски, покажуваат дека во законската работа на судовите и обвинителствата, за жал веруваат само 2,5% од населението во Република Македонија. Најновата анкета на ИРИ покажува поразителни и засрамувачки бројки, нешто невидено досега. Иако тврдевте, почитувани колеги, дека по ослободување од така наречениот режим ќе биде ослободено и обвинителството и судството. Бројките анкетите за жал го покажуваат сосема спротивното. Само 3% од граѓаните имаат целосна доверба, а 50% имаат целосна недоверба. Сите показатели покажуваат дека не напредуваме, дека оваа влада на заминување не направила ама баш апсолутно ништо за подобрување на граѓаните во однос на независноста на обвинителството. Граѓаните во изминатите години низ изборните циклуси повеќе пати беа изманипулирани, но овој пат, како никогаш досега, ќе ја дадат довербата токму на пратеничката група на застапниците на ВМРО ДПМНЕ. Ќе дојдат денови на промени и на вистина ќе има промени, ќе има луѓе кои што ќе знаат како да ги направат промените во правосудниот систем, а тоа набрзо ќе го видите на 8 мај 2024 година. Благодарам. Благодарам, Слена, за збор.